Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Откупот на тутунот ќе се интензивира од наредната недела со вклучување на сите 10 компании. Мерката за самовработување постигна рекорд со 6045 поднесени апликации. За штетите во стокови резерви од над 700.000 евра, МВР потврди дека меѓу апсените и екс-министерот за земјоделство Трајан Димковски. Продолжен притворот на 6 лица за злоупотреби во Прилепската болница. Прилепски судии ќе судат надпревар од Младинската лига на шампиони. Времето денеска облачно и студено. Урбан маркетинг. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божикни тури. Метеори, божикното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078 259 499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници! Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветановска. За 2 дена од четврток започнува со откуп Италмакс покрај тутунски комбинат и Кавекс Балкан, а од почетокот на наредната недела од 1 декември во откупната кампања се вклучуваат и останатите 7 откупувачи. Првата седмица од предвремениот тутунски откуп помина како и што се очекуваше. Тутунот се откупува само во прва класа, најпрво со минимални одбитоци од 1%, а последниве неколку денови со 3% за присуство на песок. Сојузот на тутунски издруженија нема да се откаже од преговорите за повисоки цени. Откупните компании се уште тактизираат со стартот на откупот. Оваа недела, 27 ноември, со преземање на реколтата започнува Италмакс со пунктови во Прилепско. Според известувањата кои ги добивме од останатите компании, од понеделник 1 декември, а најдоцна вторник, стартуваат со откупи останатите 7 регистрирани откупувачи. За Радио Пела потврди Кире Ристески, председател на Сојузот на тутунски издруженија. Во врска со динамиката на тутунскиот откуп, денеска во Министерството
За земјоделство се одржа состанок со откупувачите, на кој што присуствуваа и представниците од Сојузот, од каде потврдија дека никој од откупувачите се уште официјално не прави корекција на цените за повисоки цени. Во секој случај, тактизирањето продолжува. Вистинската слика за потребите од ориентален ароматичен тутун ќе се прикаже со вклучувањето на пазарот на сите откупни компании. Понудата е високо квалитетен производ, баран на светските пазари. Мерката за самовработување постигна рекорд со над 6000 поднесени апликации. Поради големиот интерес, Министерството за економија и труд, заедно со Агенцијата за вработување, и предложија на владата ревизија на планот, со што беа обезбедени дополнителни 300 милиони денари, од кои 161 милион преку ребалансот за ниту еден потенцијален претприемач да не остане без шанса. Од 6045 апликации, 3296 се од млади лица по 29 години. Финансиската помош е значително зголемена – 7000 евра за лицата над 29 години и 10.000 евра за младите по 29 години. За оперативниот план за оваа година се издвоени 40 милиони евра, што е за 7,5 милиони евра повеќе од минатата година. Овие средства се очекува да опфатат 16.507 лица. Кај стартапите, доколку не успеат да го одржат отворениот бизнис 2 години или решат да го раскинат договорот, во првата година треба да вратат 80% од средствата, а во втората 60%. Основното јавно обвинителство бара одземање на пасошите на сите 5 осомничени за штетите во стокови резерви. Меѓу апсените и заменик министерот Трајан Димковски потврди Министерството за внатрешни работи. 5 лица се осомничени дека со злоупотреба на службена положба ја оштетиле државата за 780.000 евра, откако неправилно пријавиле огромен кусок од стоковите резерви на пченица и јачмен. Според основното јавно обвинителство Скопје, осомничените постапувале спротивно на законот и доставувале неточни информации до владата, што резултирало со отпис на стока вредна до 780.000 евра. Обвинителството посочува дека петтемина действувале како соизвршители во периодот меѓу 2019 и 2021 година, прикривајќи дека во јавното претпријатие Агроберза Скопје постои неоснован кусок на 1500 тони меркантилна пченица и 500 тони јачмен за сточна храна. Наместо да ја информираат владата за реалната состојба, тие поднеле лажни податоци спротивно на Законот за стоковите резерви. Во соопштението се наведува дека еден од осомничените, вешто лице ангажирано преку Бирото за процена, изготвил лажен вешт наод во кој внел невистините информации, игнорирајќи дел од документацијата од Агенцијата за стоковни резерви и од јавното претпријатие Агроберза. Токму тој вешт наод бил доставен до владата и прифатен како валиден документ. Прилепскиот основен суд го прифати предлогот на основното јавно обвинителство и им го продолжи притворот за 30 дена на 6 лица во случајот со злоупотребите во Прилепската болница, потврдува претседателката на Основниот суд во Прилеп Јасмина Шишковска. Притворот е продолжен на 6 лица. Тоа го одлучи Кривичниот совет при судот, но постои можност за жалба. Поднесени се жалби до Апелацискиот суд во Битола за продолжување на притворот, вели Шишковска за МИА. Според информациите од јавното обвинителство на Македонија, Прилепското основно обвинителство ја продолжува истрагата против 32 физички и правни лица за сомнежи со јавни набавки во болницата, со која институцијата е оштетена за околу 700.000 евра. Обвинителството донесе наредба за спроведување истрага против купно 32 лица, 16 физички, 7 правни, а 9 други осомничени се гонат по скратена постапка. Тие се осомничени за кривичните дела злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, како и проневера во службата. Со пријавата се офатени дејствија на несовесно работење, злоупотреба на службената положба и овластување, фалсификување или уништување деловни книги и други кривични дела за дел од осомничените кои обвинителството исто така ги испитува, соопштува Прилепското обвинителство.
Тешка кражба од она што останало во дворот од фабриката АД 11 октомври Еврокомпозит. Вчера полицијата му ги одзела предметите кои биле крадени од дворот на поранешната фабрика 11 октомври Еврокомпозит. Лицето веднаш било уапсено од страна на полицијата. На 24 ноември во ОВР Прилеп е пријавено дека од страна на непознат сторител била извршена тешка кражба во кругот од поранешната фабрика 11 октомври Еврокомпозит, лоцирана на улица Александар Македонски во Прилеп. Кај лицето се пронајдени и му биле одземен разновиден алат, кабли и други предмети. Се преземаат мерки за расчистување на настанот, информираат од СВР Битола. Ново признание за македонските судии од УЕФА. Дуелот помеѓу ФЦБ и Пушкаш ќе го судат прилепските судии Владко Илиовски како главен и Лемишевски како негов асистент, тука е и Мартин Дејановски од Кичево, а четврт судија на овој меч ќе биде романецот Влад Бабан. Надпреварот започнува утре со почеток од 16 часот и 30 минути, а секако македонските судии ќе имаат значајна улога за овој дуел од Младинската лига на шампиони. Ова е уште една потврда на професионалноста, континуитетот и квалитетот на македонските судии, кои се почесто добиваат шанса да ја делат судиската правда на вакви важни мечеви на УЕФА. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди и ниски утрински температури. Во западните делови ќе има повремен локален дожд и ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Во Прилеп облачно време и повремено засилен ветер од југоисточен правец. Утринската температура се спушти до 2, а максималната ќе достигне до 11 степени. Под влијание на циклонска активност до сабота ќе преовладува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, а пообилни врнежи се очекуваат во среда и четврток, кога на повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Од среда ветрот ќе го промени правецот во северен. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.